Насилството не смее да биде табу тема и треба да се пријавува, затоа што никој не смее да трпи насилство. Ова се пораките од трибината на која представници на повеќе институции и организации зборуваа на оваа тема. Жртви се и жените и мажите, велат од подрачното Министерство за правда, кои за жртви на семејно насилство обезбедуваат бесплатна правна помош. Сепак, бројот на жени е несразмерно поголем. Причина за тоа е и лошата економска ситуација на жените. Ние пред се, како Министерство за правда, им обезбедуваме бесплатна правна помош, значи на сметка на државата, имаме листа на адвокати кои што пружат бесплатна правна помош, кои се платени од државата, странката си го оствари своите права за кои што има потреба. Меѓутоа, не е само така да се изразам техничкиот дел од наша страна застапен. Се обезбеди адвокат на лицата на кои што им треба. На некој начин и делуваме и советодавно, значи, кога доаѓаат лицата со проблеми, посебно семејно насилство, они се збунети, некако како изгубени, не знаат од кај да почнат. Во таква ситуација, нашите инспектори, кои што се задолжени од област на семејното насилство, имаме и државен инспектор кој што веднаш по пријавата кај снемодителот излегува на лице место, заедно со останалите полициски службеници и се преземаат мерки за речистување на случајот. Веднаш се изготвува извештај, а најкасно во рок од 12 сати мора да биде доставен извештајот и да бидат преземени сите мерки за речистување на истото кривично дело. Од општина Струмица велат дека се трудат да ги заокружат програмите за поддршка на жените жртви на семејно насилство, шелтер, советувалиште и куќе за домување, за целосно реинтегрирање на жртвите во општеството. Сметам дека тоа охрабрува, затоа што сме постигнали цел. Нашата цел не треба да има жени кои ќе молчат и ќе трпат. Нашата цел треба да има охрабрени жени кои што се спремни да се соочат со проблем, да му погледнат во очи, а ние како институции да излеземе во пресед во делот на згрижување и секако за мене највредниот проект кој што ќе го почнеме со реализација 2023 година, а тоа е куќа на пола пат. Викарниот епископ господин Јаков порача дека треба да се тргне стереотипот дека црквата поддржува било какво насилство врз жената. Тој порача дека насилството е недозволиво и не смее да се трпи, а во иднина треба да се мисли и на поддршка и помоши на насилниците, затоа што и ним им е потребна. Реков дека насилството е секаде околу нас. Го гледаме во училиштата, не само во рамките на семејството, го гледаме буквално насекаде околу нас. И кога ќе речеме жртви на семејно насилство, тоа е еден затворен круг кој што мора да се прекине. Потенцијалните насилници зреат, растат, се создаваат и се градат, ако смеам така да кажам, во насилници токму во рамките на семејството. И тоа се најчесто децата кои што се принудени да гледат сцени на семејно насилство. Ова не е моје субјективно, индивидуално мислење, тоа е мислење на стручните лица, тоа е психолошкиот аспект. Во Струмичкиот шелтер за една година биле сместени околу 25 жени. Психологот во организацијата вели дека тоа е важен за првично згрижување на жените во периодот кога ризикот по нивната безбедност е најголем. Кога зборуваме за бројка до денеска, од 1. јануари 2020 година, па заклучно со денешниот ден, во Струмичкиот шелтер центар живееле и во моментот живеат 2 вкупно жени, со едно бебенце на 4 месеци, 50 жени. Значи не направиле само транзит, влегле и излегле. Да, имавме и такви за време на короната, но те бе многу малку, нека за околу 3 или 4 жени кои што за време на карантинските викенди, продолжените викенди влегуваа и при првите слободни денови излегуваа од шелтер центарот.
Настанот го организираше општина Струмица заедно со Сдруженијето Sky Plus во рамки на кампањата 16 денови активизам за борба против родово базирано и семејно насилство.